Добро дојдовте моето ново видео. Денес имаме со Анастасија Миланова, која се занимава со медицина и IT сектор. Маце ќе поразговараме за таа тема од медицина на таа професија. Мислам дека ќе ви се допадне видео. Ако се допадне во видео, да не заборавате да ставите лайк и сабскрайб. Здрава, Анастасија, мило што припати по нас. Здрава, Стефан, мило ми и на мене. Дали си спремни? Спремна сум. Ајде прво прашање ти поставам, опиши се во 3 збора. Емотивна, комуникативна и амбициозна. Супер, какво детство си имала, ако може во кратки црти да ни кажеш? Детството ми беше супер, прекрасно. Со истите другарки што се дружам од детство, се дружам до ден денес и мислам дека тоа е нешто најубаво што може да се случи на еден човек, да си го задржи пријателството со тие што се дружиш од мал. Супер. Сценарно ми е, малце ќе поразговараме за факултетот твој. Мислам ги има завршено дека не се Да, дипломирав веќе. И од каде желба да студираш медицина? Јас бев и средно медицинско забен техничар, така што ради тоа и ја засакав стоматологијата, меѓутоа мислам дека на 18 или 19 години кога се запишуваме на факултет, сме многу мали да одлучиме за некоја професија што би ја работеле целиот живот. Во трета година на стоматологија сватив дека не сакам да работам со биолошки материјали. Меѓутоа пак сметав дека е поубаво нели да си факултетски образован, меѓутоа уште од тогаш почнав да гледам нешто да ја променам мојата кариера, така што академиите што беа тогаш актуелни во IT секторот ми изгледаа интересни. Па чекав да завршам факултет за да може да се запишам на некоја академија и тогаш после дипломирањето се запишав на СЕМОС, на Академијата за софтвер тестер. Супер, дали според колку оцен, например, едно учење, пример зависи кој примет од медицината, колку посветено збара? Искрено, јас сум учела по 12 часа на ден, можам да кажам, поготово пред испитна сесија. Порано учев во читална во прва година, поготово по тешките предмети како биохемија, потоа учев и дома. Некои предмети па и како анатомија сум ги учела и 15 часа на ден, значи до навечер. Сум останувала често без пиење, меѓутоа пак ќе кажам тоа зависи од човекот, зависи од неговите амбиции, од неговата цел која што си ја зацртал. Јас обично сите испити ги положував во првата испитна сесија, не сакав нешто да ми заостане. Некој друг ако си ги подели предметите, пример пола во оваа сесија, пола во јунска и така натака, мислам дека може да си ги подели да учи помалку. Супер, од медицината се премина на IT сектор, маце дека може да ни пораскаже за што се работи, што точно се занимава со тоа? Јас за оваа професија дознав преку моја другарка, она го работеше ова и можам да кажам дека тоа е најлесен начин како да се влезе во IT секторот доколку немаш некоја позадина. Нели знаеме дека има повеќе професии таму како програмери, тестери. Јас ја почнав ова, како што кажав, во СЕМОС и тоа беше мануелно тестирање, но понатака имам амбиции секако и за автоматско тестирање. Супер. Ајде сега со медицината, сега што сакаш понатаму, дали сакаш ова или ти се вратиш со медицината да се занимаваш? Поискрено би сакала да продолжам со ова. Во целиот свет има доста и медицински софтвери кои што може да се тестираат, така да може и да си ги поврзам двете професии во една. Супер, друго прашање да кажам, дали може стоите со медицината, пример, што мислење имаш за медицината во Македонија, твоја гледна точка? Мислам дека треба многу државата да инвестира во медицината во Македонија, во целата држава, не само во Скопје. Мислам дека треба да се отворат болници во доста градови во Македонија, да не ги препраќаат пациентите во Штип и во Скопје само. И нели да не се чека за еден термин по 3 месеци, бидејќи моментално кај нас државното здравство е хаос. Супер, толку до видео, само што ќе те поставам последно прашање, што план имаш во иднина, ако можеш нешто да не откриеш? Во иднина би сакала повеќе да се занимавам со инфлуенсерството и со тестингот, како и да научам некои од програмските јазици. Медицината ќе трегаш, не те вака малце криваш? Ми е криво, бидејќи јас бев лидер на струка во средно, а и на факултет сум првенец на генерација и добив и награда од Промедика, така што доколку би отворила бизнис мој,
од кој нив би имала попуст за целите материјали и опрема. Меѓутоа, за долгорочни цели, може би ќе размислам. Сега за сега стојам на ова. Фала многу што не прифати понудата. Толку до видео, ако ви се допадне видео, ако сакате што вака има видео, да не заборавате да ставите лайк и subscribe и обавезни да запратите Анастасија Миланова, секако има и од Инстаграм, секако јадне, а ние се гледаме во наредното видео. Поздрав!